Повеќе обвинети објективно е да се очекува дека некој ќе има такви ситуации, дека ќе има такви ситуации. Се соочивте денес со обвинетите и со Сашо Мјалков во судница, се сретнавте, поразговаравте? Не, тој стана и да ме поздрави, веројатно да се извини за она што го направил во минатото. Ние ја имаме таа, за разлика од нив, таа демохристијанска линија, црта во нас и ние имаме разбирање. Тие се во една исклучително тешка позиција. Од најмоćни луѓе во државата сега се во ситуација да се борат за сопствената слобода и ние мора да имаме разбирање за таквата ситуација во која тие се наоѓаат. Се надевам дека Македонија се ослободи од тоталитарниот режим, дека Орвеловото време во Македонија е зад нас. Опасностите за рецидивите на тоа време се уште бдеат, но мислам дека во Македонија почнува да функционира правната држава, да се враќа правото и Македонија да чекори навистина во една поуспешна, поперспективна и правна држава и во секој поглед држава во која конечно после толку години ќе завладее правото. Се поздравивте, му простивте за тоа што се случи? Па, мислам дека е спремен да се извини, но тие прашања треба да му ги поставите него. Јас оставам судот да донесе одлука. Тортурата и времето да биде минато. Нека се биде завршено на овие мои плеќи и дека да се простува е добро, но да се заборави едно такво мачилиште, еден таков режим во кој помина Македонија, тоа сигурно дека не смее и не може да се заборави.